Добар ден, јас сум Даниела Маневска, предметен наставник по физичко и здравствено образование во Основното училиште Љубен Лапе од Аеродром Скопје. Почитувани ученици, добродојдовте на онлайн часот по физичко и здравствено образование. Денеска ќе се запознаете со наставната единица низок старт. Атлетиката е една од темелните, најраширените спортски гранки кои ја карактеризираат основните човечки движења и која ги опфаќа тркачките дисциплини скокови и фрлање. Поради нејзиниот голем опсег ја нарекуваме кралица на спортовите. Атлетиката е една од најстарите форми на спортски надпревари. Историјата на атлетиката е всушност спортска историја. Преку атлетските вежби стекнуваме физичка сила, издржливост, брзина и подвижност, но исто така ја усовршуваме својата храброст, одлучност и упорност. Атлетските дисциплини се одликуваат со моторни движења кои можат успешно да се применуваат при многу други вежби и да помагаат при развивањето на општите психофизички способности кај индивидуалците. Атлетиката е темелот на сите останати спортови. Започнала како спортот на отворено и се одвивала согласно временските услови. Од 1896 година е вклучена во редовната програма на Олимписките игри. Стадионата арена за атлетски надпревари е атлетскиот стадион. Интегрирана со фудбалски терен, оваа арена се состои од тркачки круг со 8 кружни патеки. Стандардниот тркачки круг е долг 400 метри. Во внатрешноста на атлетската патека се наоѓаат теренот за фрлање ѓуле, терените за фрлање кладиво и диск, како теренот за фрлање копје, скокалиште за скок во далечина, скокалиште за троскок, скокалиште за скок во височина и скокалиште за скок со стап. Тркачките дисциплини се одвиваат на атлетската патека. Спринтови, тоа се дисциплините од 100 метри, 200 и 400 метри. Наредно се трки на средните далечини од 800 до 1500 метри. Трки на големи далечини, повеќе од 3000 метри. Трки со пречки, 100 метри за жени, 110 метри за мажи, 200 метри за мажи и жени, 400 метри за мажи и жени и 3000 метри. Штафета. Најчесто се трчаат штафети на 4 пати 100 метри и 4 пати 400 метри со 4 измени. Како што тука спаѓаат и трки со одење. Најчестите се трките на 10, 20 и 50 километри. Фрлачки дисциплини. Тоа се фрлање ѓуле, фрлање на кладиво, фрлање на диск, фрлање на копје. Во дисциплините со скокање спаѓаат скок во далечина, трискок, скок во височина и скок со стап. Повеќе бројните дисциплини, односно надпреварите во повеќе дисциплини се седмобојот, каде што надпреварувањето на жени во седум се надпреваруваат во 7 дисциплини и 10 бој надпреварување на мажи во 10 дисциплини. Сега ќе позборуваме малце за нискиот старт, техниката на низок старт. Надпреварувачите кои се надпреваруваат во оваа тркачка дисциплина, за релативно кратко време треба да издржат голем напор. Нискиот старт е најбрз начин за започнување на трчањето и поради тоа се применува при трчање на кратки патеки, започнувајќи од 60 и заклучно со 400 метри. Овој старт овозможува постигнување на максимални брзини на спринтерите и тоа во најкратко време и простор. Брзината на стартот зависи од техниката и од можностите на мускулната снага, брзината и способноста на концентрација за време на стартот. Нискиот старт се изведува со отскокнување, отргнување од специјалната направа, која што е позната како стартен блок. Пред стартот секој надпреварувач го наместува стартниот блок на определена оддалеченост за стартната линија. Пред блокот се поставува на 1,5 стапало за стартната линија, а задниот на нешто повеќе од 1 стапало за предниот. При брзинското трчање предниот дел на стапалото треба да биде во што помал временски контакт со подлогата. Рацете не треба да бидат стиснати во дланките и треба да се движат во ритмот на трчањето. Телото треба да биде благо наклонето нанапред, бидејќи тоа директно влијае врз амплитудата на чекорите. Нискиот старт се изведува на 3 команди.
Првата команда е на место, втората е внимание, а третата е старт или како позната во училишниот израз со об. Почетната положба пред преземањето на почетната положба, ученикот или натпреварувачот може да биде околу 3 метри за стартната линија. На командата на место ученикот завзема подобна позиција со поддршка на рацете за стартната линија и стартниот блок, клекнувајќи и со обете раце се потпираат пред стартната линија. Потоа, со движење наназад, на првиот стартен блок ја потпираат од скочната нога, а потоа истото го прават и со задната, односно замавната нога. По поставувањето во стартниот блок, замавната нога се спушта со коленото врз почвата, односно подлогата, а потоа се повлекуваат рацете и се поставуваат за стартната линија. Веднаш за стартната линија се поставуваат палците и показалците, а другите прсти се лепезасто расширени кон надвор, при што рацете се поставуваат малце пошироко од ширината на рамената, исправени во зглобовите на лактите. Во оваа положба грбот е исправен, главата во продолжение на рбетот со поглед и насочен надолу. Втората команда или внимание, ученикот врши подигање на колковите, малку повеќе на нивото на рамениците. Раменјата треба да бидат турнати нанапред, при што тежината на телото се префрла нанапред, така што рамениците се 10-15 см пред стартната линија. Подигање на телото нанапред може да се направи со течни движења. Телесните движења е еднакво распределена на рацете и на нозете. Главата и понатаму синхронизирано останува во неговата оригинална положба со поглед кој е фокусиран нанапред. По превземањето на позицијата опишана со командата внимание, ученикот или натпреварувачот очекува сигнал за старт, завземајќи сосема безбедна позиција во блокот. Третата команда, со командата старт, започнува движењето. По звучниот истрел, рацете се подигаат од почвата, а штом се подигнат, започнува нивото погрчување и енергично движење на едната рака нанапред, а другата назад. Едновремено, со замавот на рацете започнува и замавот со замавната нога и максимално оптоварување на одскочната нога, при што тежината на телото е поставена далеку нанапред. Амплитудата на чекорите постепено се наголемува до исправање на трупот, се до влегување во раце во целта каде тркачот го турка нанапред раменскиот појас со едновремено одведување на рацете во положба зад трупот. Методи за учење на низиот старт ќе ги метнеме следниве, односно ќе ги кажеме следните вежби. Првата вежба е со група од 5 до 10 ученици, се учи широчината и вертикалната поставеност на рацете, како и положбата на командата внимание. При тоа, контролата на наставникот учениците повеќе пати се подигаат во положба на внимание и се спуштаат во положба на место. Наредна вежба се учи правилната положба во поставувањето на шепите. Потоа следи вежба за учење на правилно поставување на стартните блокови, како и примена на командата старт. По совладувањето на техниката на низок старт, учениците прават истрчување на 20 до 30 метри. Преходни дисциплини кај мажите се 100 метри, 9,58 секунди, 200 метри, значи се наброени, кои што ги имате дадено и кај жени, значи рекордните дисциплини во наредните слајдови кои што ви се дадени. Ви благодарам на вниманието.